сум разочаран, да ти кажам искрено. Веќе? Како ми што веќе? Па колега, лани бликаше од ентузијазам, кај ишезна тој твој оптимизам. Рипна у Вардар и отиде за Грчка. И ти го пушти така да си одиш за Грчка. Ко порака у пластично шише, така? Па така некако, да. Барем напиша нешто во пораката. Не. Абе, колега, каква е таа порака ако ја нема во шишето? Нема порака. Сакаш да напишеме заедно? Сакам да. Не знам како да ја почнам, например, тоа ми е проблем. Јас бе срце мое, пишувај. Ајде. Значи вака. Здраво, Само момент. Здраво, драго, наше, драго, наше, непознато, грчко, другарче. Мора драго да биде. Океј, ајде, океј, драго, наше, да непознато, Може и грчко. мило. Океј, нема, И точка. Јас сум еколошкиот оптимизам од твојот северен сосед. Македонија да си. Мора политички коректно. Крај. Значи, во нашата земја, Браво, колега, така, виж како брзо учиш. така, во нашата земја која се наоѓа веднаш до вашата земја, знаеш, јас сум очигледно вишок и никому не потребен. И сите ме сметаат, допиши сите за ме досаден, сметаат за напорен досаден. и келав. Напорен и Лав. Нема келав оптимизам, бе. нема? Не претерувај се, кај си видел келав оптимизам? Ја сега го гледам. Нема персонификација на... Сега го гледам моментов, стои пред мене, сака да оди по Вардар у Грчка и има мустаци едни огромни. Кој има мустаци? Оптимизмот, колега! Ништо не те разбирам јас Знае тебе. дека нема разе, ќе те појаснам сега. Пишувај. Ајде. Вака. Не, ама џабе ќе му го пушташ ти оптимизмот на гркот по Вардар, бе, џабе. Како џабе, зашто џабе ќе му го пуштам и се отиде по Вардар и ја Ќе ти немам се ништо. врати ко бумеранг, се враќа. Како може да се врати, не може да доплива оптимизмот на назад, човек. Вака. Вардар се влева во наше море. Се извинам да бидеме политички коректни, во Егејско море. Се влева? А да, се Се влева. влева. Ти одиш на одмор во Грција Па одам. и се бањаш во наше море. Мислам во да бидеме политички коректни во Егејското море. Па се бајам. Епа. Не. Да. Значи ние уствари идеме и се бањаме у ѓубрето што ние им го праќаме на грците по Вардар да се влева во Егејско море и после Кругот е малечо, колега, и сите сме во него. Разбираш? Ти се одиш во Грција, доаѓаш до некоја плажа, си ја одредил, а таму веќе те чека твојот оптимизам, легнат на една лежалка од 150 евра, со коктелче од 3 чадорчиња, фактор 15, и ти вика: па каци бе ти филе? Значи ти сакаш да кажеш дека ние у Македонија, пардон, у нашата земја имаме речен транспорт. Не да имаме, колега. Нема река во Македонија што не врши транспорт. Не си знаел? Не. Отпад, фекалии, хемиски субстанции, све од техника. Па ние знаеш што треба да направиме можда Министерство за речен транспорт да имаме, бе, човек. Обавезно и морнарица. Трескај глупости, бе. Ајде вака сега. Дефинитивно. Ќе го пуштаме оптимизмот по Аксиос. Кој е Аксиос? Братучет ми од кисела вода. Бе, Аксиос е Вардар. После Богородица Вардар се вика Аксиос. Па нема смисла да го пуштаме ако се враќа, така? Нема. Нема смисла. Нема. Има логика, мислам, така? Има. Ме зезаш, така? Да. А колку ме зезаш? Малку. А ме зезаш дека Вардар се вика Аксиос од Не како беше ќе ми влезе? се Аксиос. До Богородица Вардар, после Аксиос. Како во Илијадата. Која? Илијада и Одисеја. Да. Одисеја. Не таа Одисеја, Лео не Мартин, таа Одисеја. Другари и вие вожди и аргијски војводи први. Зевс, синот кронав ме сплеткав слепотија претешка мене. Мамо. Силниот ужасен бог што ми ги обетил еднаш и мигнал дека ќе го освоја мили лепозиден, измама лоша ми смистил и пак ми нарачува сега бесславен варк да се вратам штом пол сум загубил силен. А? Абе, Фокабо делото ми го уништи. Извини. Дали си нормален?
Кој го напишало? Хомер. Го превел. Хомер. Омер. Омер, така кажи, Омер, тој е од Дебарско 100%. Од егејскиот дел на Дебарско, да. Знаем. Омер е гејчето. Здраво на сите. Денеска се наоѓаме во прекрасниот Жена парк со нашата убава Дада Сара од Пакомак. Компанијата која оваа година го слави својот 15-ти роден ден, 15 посветени години работи на селектирање и рециклирање амбалажен отпад, а која е исто така и 5 години пријател на Агенда 21. Денеска ќе разговараме за тоа зошто е битно да се селектира пластиката, зошто е битно да се селектира стаклото, како функционираат вендинг машините и како можеме сите ние да помогнеме. Старчи, како си ми? Супер, супер, фала ви на поканата. Многумина луѓе прашуваат зошто е битно да се селектира отпадот. Селекцијата на отпадот е многу битна за заштита на животната средина, заштедуваме ресурси и имаме почиста иднина. Може ли да ми направиш некоја споредба за тоа колку отпад се собираше на почетокот, кога се основаше Пакомак, со тоа колку отпад се собира сега? Компанијата Пакомак е основана 2011 година, јануари, и во 2011 година имаме пријавено во системот на Пакомак околу 42.000 тони амбалажен отпад, од кои 6.198 е рециклиран амбалажен отпад, што представува 12% од пуштениот амбалажен отпад на пазар. За разлика во 2024 година, имаме пуштено на пазар и пријавено во системот на Пакомак околу 54.000 тони амбалажен отпад, а од нив рециклиран е околу 35.000 тони амбалажен отпад пријавен во системот на Пакомак. Тоа представува повеќе од 65% од пуштениот амбалажен отпад на пазарот. Самите бројки покажуваат дека свеста кај граѓаните од почетокот на работењето на Пакомак до сега расте од ден на ден. Да направим многу од 12%, а само 10.000 тони повеќе се има собран отпад, на цели 65% рециклирано. Рециклиран отпад, да, Така. точно. Од пријавените во системот на Пакомак. Уште од мал, мене ме интересирале боите на контењерите. Сегаш сум се прашувал, зошто зелената боја е за стакло, а не е за хартија? Например, како мал си имав мисла, хартија доаѓа од дрва, дрвјата ме асоцираат на зеленило, на шуми, и тоа ми беше многу така чудно. Вака. Боите за селекција на отпад на контейнерите се унифицирани на ниво на регион и Европа. Значи, за да нема забуни, зелената ни е за стакло, сината ни е за хартија и композит, а жолтата ни е за лименки и пластична амбалаж. Колку е просто, а уствари, мислам, добро, тоа тебе сакав сега да те прашам, дали граѓаните ги распознаваат боите, дали селектираат отпад во точниот контејнер? Па видете, се случува во контейнерите за селекција на отпад, како што кажав, синиот за хартија и композит, жолтиот вие за пластика и лименки, зелениот вие за стаклената амбалажа. Некогаш се случува од содржината на целиот контейнер 30% да биде отпад од домакинствата, што за жал не треба да биде така. Ние како компанија Пакомак, која што се грижи за животната средина и е општествено одговорна, се грижиме за подигнување на јавната свест кај секој еден поединец за чиста и здрава животна околина. Токму тоа ми беше следното прашање, што најчесто се среќава во контејнерите на Како Пакомак? што кажав, значи најчесто се среќава отпад од домакинствата, дури се случува 30% од содржината на контейнерот да Така, не биде се фрлаат. отпад А каде се фрла за да знаат? во обичниот контейнер. Контејнери. Да. Ето така. Исто така многу луѓе викаат дека контејнерите што се за хартија, за стакло и за пластика многу долго време седат несобрани и преполни. И дали е тоа работа на Пакомак да дојде да ги собере или на некој друг? Граѓаните доаѓаат до некоја забуна бидејќи не се доволно информирани. Законска обврска за подигнување на контейнерите за селекција на отпад е комуналното предпријатие во градот општина. Бидејќи оваа година комунална хигиена не ги подигнуваше контейнерите на Пакомак за жал, ние како компанија, а со цел да имаме почиста, здрава и животна средина, се вклучивме со нашите фирми соработници за подигнување на контейнерите за селекција на отпад
И но за жал новите контейнери кои што се од 2 метри кубни, возило за подигнување на истите, има само комунална хигиена. Так. И ги гледаме секој ден полни и расфрлани со отпад. За жал. Срчи, кажи ми, од каде дојде идејата за вендинг машините и какви се придобивките за граѓаните, а и какви се придобивките за животната средина? Проектот со поставување на повратните вендинг машини не прави многу горди, како компанија Пакома, која што веќе постои 15 години на пазарот, бидејќи станавме дел од најразвиените земји во Европа, каде што има поставено повратни вендинг машини. До сега се поставени 84 повратни вендинг машини во маркетите, каде што граѓаните може да ги користат за селекција на лименки и пет амбалажа. Со едно селектирано шише или лименка, граѓаните добиваат еден зелен поен или 0,5 денари. Со собраната некоја вредност на зелени поени може да се купат ваучери од 100 денари, од 50 денари или да ги истрошат во маркетите каде што се поставени вендинг машините или да ги донираат на SOS детско село. Беше како еден степ бај степ, остави како може што треба да се прави. Ама и не ни треба смарт телефон, така? Доколку не сакаат да собираат поени и истите да ги користат, може и без смарт телефон. Ето такова зигури за тоа. Значи не е потребен смарт телефон. Можете да селектирате од така, од љубов, да ја заштитите животната средина. Да. Ете така, не ви е потребен смарт телефон, запамтете. Цело време им зборувам никако да запамтат. Небитно. Сега знаат веќе. Во моето бившо средно училиште во Орце Николов имаше поставено вендинг машин. Дали планирате да поставите вендинг машини во други училишта и во други институции? Доколку се прашуваме ние како компанија Пакомак, сакаме да има секаде поставено повратни вендинг машини, но за жал е потребна многу поголема финансиска поддршка. Со буџетот кој што располагаме и со помош на швајцарска амбасада се купија повратни вендинг машини и се поставија моментално 84 низ маркетите. 4, окей. Ама добре, финансиско нормално, битни се парите. Ама не ли е битна така иницијативата од училиштата и од... Иницијатива има. Училиштата се јавуваат, сакаат, граѓаните се јавуваат кај нас за поставување на повратни вендинг машини на повеќе локации, во повеќе маркети, но за жал можностите се тие што ги имаме сега за сега. Така. Окей, фер. Да се вратиме на контејнерите. Ајде. Дали се ставаат контејнери по некои одредени мерки? Зошто нема, например, повеќе контејнери? Поставувањето на контејнерите за селекција на отпад на територија на една општина зависи од големината на населението. Ние сме свесни и знаеме дека треба да има многу повеќе контејнери поставено за селекција на отпад, но со буџетот кој што располагаме, секоја година се купуваат нови контејнери за селекција на отпад и се поставуваат на територија. Така. Во жолтиот контејнер се фрла пластик. Да. А сега прашањето ми е дали целата пластика може да се фрли таму или има нешто што не се фрла? Не, како што знаете, Пакомак е друштво за управување со пакување и отпад од пакување. Да. Во жолтите контејнери на Пакомак и во другите контејнери за селекција на отпад може да се селектира само амбалажен отпад, тоест пакувањата од производи. Окей. А тетрапакот каде се фрла? Тетрапакот спаѓа во композитни материјали. Добро. И тој може да се селектира во сините контејнери на Пакомак заедно со хартијата. Така, добро. Ајде сега едно поразлично прашање, не се знаеме ние. Како може некој да верува на Пакомак дека отпадот што се собира се носи на правото место и се селектира и се рециклира, пардон? Да, значи вака. Целиот селектиран отпад кој што се подига, било од контејнери, било од Хорека проектот, се носи со фирма соработници на Пакомак во фирми рециклатори. Но за жал, кај нас во Македонија многу малку се рециклира отпадот и се извезува надвор од државата без значајна додадена вредност. Сега, Пакомак како врска, како колективен постапувач, секој март за претходната година доставува годишен извештај во Министерство за животна средина и просторно планирање. Откако се врши таа проверка на извештајот во Министерство, се добива дозвола за работење на колективниот постапувач во случајот Пакомак. Знаете дека постоиме веќе 15 години, 3 пати ни е продолжена дозволата за работа,
така да со сигурност може да гарантираме дека отпадот се рециклира. Сара, многу луѓе сакаат да започнат со селектирање на отпад по дома, но не знаат од каде да почнат. Некој твој совет? Граѓаните, за да им стане селекција на отпадот како навика, првично треба да почнат со пластичната, стаклената амбалажа во домовите која што ја користат, потоа нека почнат со хартијата и композитот. Кога ќе почнат со најобичното пластично шише или стаклено шише или тегла, да ја селектираат во домовите, потоа дали во вендинг машините или во контейнерите за селекција на отпад, тоа ќе им премине во навика и како животен стил. Од малку по малку ќе стане. Да. И уште еднашка те молам ако може да ни кажеш за Екомак апликацијата. Вака, како што напоменав, имаме 84 поставени вендинг машини. На кој начин функционираат тие? Граѓаните може да си ја даунлодираат или симнат Екомак апликацијата, дали од Play Store или iOS, во зависност од тоа на мобилниот апарат. Откако ќе си ја даунлодираат, секој корисник кој што ќе се регистрира на самата апликација, добива баркод. Со сканирање на баркодот на вендинг машините, може да почне со селекција на дали 5 амбалажи или лименки и со едно селектирано или рециклирано шише добиваат еден зелен поен. Тоа значи 0,5 денари. Како што напоменав, со одредена вредност на зелени поени, граѓаните потоа може да си купат ваучери од 50, 100 денари и да ги користат во маркетите каде што се поставени повратните вендинг машини или да ги донираат на СОС детско село. Сарче, ти благодарам многу. Запомнете, правилното селектирање на отпад и правилното користење на вендинг машините за шишење е наша заедничка одговорност. Јас сум Кристијан Ѓоргиев, вашиот екоинфлуенсер од Жена парк во Скопје. Останете еколошки одговорни и се гледаме во следната епизода на Агенда 21. Дали селектирате отпад? Не селектираме, немаме во близина такви апарати. Do you select waste? Yes. Yes? The trash. In The trash, Yeah, we select. What type of waste goes in what color? Yeah, it's green for glass, black for everything. And yellow for. Cartons and Yellow is for... yellow is for all the stuff is package. Yes. plastics, plastics, etc. Okay. Па у сваком случају да, затоа што веќе у Франција тоа е обавезно, пластика во посебни рецимо канти, флаши во све, а овдека гледам сега, тука сум скоро месец дена, гледам све у едно место. Тоа е катастрофа еколошка. Катастрофа. А да ве прашам, што сте правеле вие во ваше време додека сте биле во Македонија за да го одржувате Скопје чисто? Па да ви нешто кажам, најискрено, јас сум 30 години надвор, па не сум сврнувал пуно внимание на тоа, веќе сега размислувам за планетата Земја, тоа е наш заеднички дом и мораме сите да се окупираме за нашава земја како наш дом. Така. Да ве прашам, дали во Франција има вендинг машини каде што може да селектирате шишиња? Да, 100%. Така? Да. Дали ги користите? Пардон, и не сме да се пуши на улица цигари, нити у кафани. Така, има и тука вендинг машини. Не знам дали сте запознани со Пакомак. Па најверојатно видов нешто. Така, има вендинг машини каде што може да селектирате пластични шишиња и лименки. Паметна работа. Дали селектираш отпад? Па ретко. Ретко. Зошто ретко? Па нема ни каде селектирам. Види, јас сум од Тудово, провинција, така да нема Тука си дојден во Скопје за? студирање, За студирање. Што студираш? економија. Дали си запознан со Пакомак? А овие што имаат како да, ги знам. Добро. Дали ги знаеш вендинг машините на Пакомак? Да. Така. Си ги користел претходно? Не. Не. А дали ги знаеш боите на контејнерите за отпад? 3 бои се. Знам само за зелена, сега за другите не. Има зелена, плава и жолта. Добро. Дали би можел да погодиш која боја за што, каков тип на отпада? Па зелена валјда за секаков отпад, не? Зелена е за стакло. Добро. Плава? За што мислиш дека е? За кеси, не? Не, друго. За пластик, За хартија. за хартија. Добро. А жолтата? Стакло, хартија и кеси. Кеси или пластик. Добро. Зелениот појас во Скопје. Значи, ова што го гледате, ова не беше вака, момче. Ова зелено беше. Паркови зелениво, значи секојдневно наводнуваа. Така. Сега е цело Скопје ни е ужас.
Партизанска и другите улици. Да. Да не ги кажам. Да. То нема врска, а мирисаше Скопје, кога цутеше липата, мирисаше на липа. На сега преку година А мириса на ѓубре. сега ѓубре одиглато во комотива. Да бидам сега ептем јасен. Јас живеам во Волково. Слободно сниме го. Живеам во Волково. Знаете Лепенец на Дорман од тунелот што е надоле да ве однеси пат да снимате тоа, абе ке се фатите за глава, што е луѓево, значи тотално отидоа во крајност со свеста и не знам. Ова не знам како треба да се превоспитаме за да добиеме позитивен резултат во смисла на екологија. Па се до спојот на Лепенец на Вардар, знаете каде е, тоа е катастрофа, момче. Катастрофа. Лепенец го загадија невероватно. Верувате дека нема жив свет во Лепенец? Риба на времето, вака да ја гледаш, се гледа и камење и се. Сега е ужас, катастрофа. Која боја на континер за каков отпад е? Знаеме како не пишува на секое. Така, има жолта, зелена и плава. И плава, да. Дали знаете Тоа во сите може што ги има тие, нели? Да. Да. Дали знаете плавиот континер за каков отпад е? Не знам да ви кажам. За хартија. За хартија е плавиот, жолтиот дали знаете за што е? Па жолтиот е, мислам, за флаши, не се за шиши. За пластика, точно. И зелениот? Зелениот за отпадот. За стакло. За Да, стакло. така. И знаете ли вендинг машините на Пакомак? За селектирање на... Да, дефинитивно. Мислам онака, не целосно дефинитивно. Имате користен? Не. Не ги имам користено затоа што ѓубрето го даваме од дома ни доаѓа, ни го товараат и тоа е тоа. А селектирате отпад? Да, селектираме и тоа шишињата што ни се, нели, од сокови така натака, ги селектираме специјално и ги даваме. Така. Да, дали ги знаете боите на контейнерите за каков тип на отпад? Да, дефинитивно ги знам за стакло, така натака, за се. Да. Жолтата дали знаете за што? Поима немам. За пластик. За пластика ли беше? Жолтата е за пластика, да. Плавата е за хартија и зелената е за стакло. За стакло. Океј, имам видено него. Да. Така посебно. Од дома не ги зимаат и затоа не одам да селектирам. Иначе и стакло посебно ставаме и се. Дали селектираш отпад? Да. Дали ги знаеш боите на контейнерите? Ги знам нормално. Кои се? Жолтата ви е за пластиката, плавата е за хартијата и за стаклото е зелената боја. Дали ги знаеш вендинг машините на Пакомак? Да. Таму селектирам редовно. Да, често? Да. Дали имаш Екомак апликацијата? Да, ја имам. И таа. Ја користиш и имаш искористено поените за нешто? Поените се уште ги немам искористено, чекам да ми се соберат повеќе да си земам нешто што пуше би ми требало. Ти благодарам многу, има убав ден. Чисто. Здраво, јас сум Максим Михајловски. Бидејќи сум во ова училиште 4 години, знам дека сме одговорни и рециклираме пластика. Дали можете да ми кажете од кога рециклирате и чива е идејата? Ние рециклираме пластика многу одамна, од 2012 година во соработка со Пакомак. Идејата е потекната од нашиот менаџерски тим, кој има јасна визија и превзема акција за будење на свеста од најмала возраст и создавање навики кај децата. И дали имате посебно место за батерии? На секој спрат во нашето училиште се поставени посебни кутии каде што целата училнишна заедница, учениците и вработени учествуваат во нивното селектирање. Сигурно имате точна информација по години и кои се бројките на годишно ниво. Како што расте училиштето, така растат и бројките на рециклиран отпад. Минатата година на ниво на целото училиште беа собрани околу 10.000 пластични шишиња. Во кој период од годината се прави акцијата? Ние секојдневно го селектираме отпадот и тоа е дел од културата на IPS. Но во месец април, кога се обележува денот на планетата Земја, се одвива најголема акција во нашето училиште. Може ли да ми го објасните процесот?
Секоја година во текот на цел месец април, IPS организира предизвик за рециклирање. Сите ние секојдневно собираме хартија, пластика, метал и електронски отпад во големи количини. Секојдневно го мериме отпадот, а резултатите ги запишува секој оделение посебно. На крајот на месецот, оделението што ќе победи добива награда од училиштето. Колку учениците се вклучени и дали е доволно разбудена свеста кај нас децата од нашево училиште? Во процесот на рециклирање се вклучени сите ученици и сите наставници. Со гордост можеме да кажеме дека во IPS има високо развиена свест за рециклирање, бидејќи оваа култура и навика ја започнуваме од најмала возраст. Тоа е тоа. Рециклирате и селектирате. Чао! Чао! Има мобилна апликација. Тука се скенираме за да машината да ме препознае мене и го пуштам шишето и добивам поени за тоа шишето. Сега овие поени кои што ги имам јас ќе ми стигнат на мојата апликација, ќе си ги претворам во ваучер и во одредени кафичи или во маркетите со кои што соработуваме, кој ќе си пазарам, ќе си добиам попуст. Селектирај отпад, селектирај иднина. Пакомак. Користете ги зелените контењери за електричен и електронски отпад и батерии. Време е конечно да научиме. Здраво, јас сум Капка моторно масло. Мојата работа е да го одржувам моторот на вашиот автомобил во вистинска моторна форма. Но од кога ќе се истрошам и неправилно ќе бидам исфрлен, можам да направам голема катастрофа во природата. Замислете мене, една мала капка можам да ја загадам природата со години. Но за тоа имам решение. Ако правилно ме собирате мене и моите пријатели, како што ни информираат од EcoFluid, иако веќе сме истрошени масла, можеме да бидеме рециклирани и да станеме повторно корисни производи. Биди ин со природата во тим. Пакомак, пакомак. Складираме, селектираме, па после рециклираме, ич не се секираме со пакомак. Давај! Пакомак, пакомак. Донираме, спонзорираме и малку едуцираме, иш не се секираме со пакомак, со пакомак, со пакомак. Останете вие на фреквенција, драги мои, рециклирајте, селектирајте, ви закажуваме средба следната недела, Агенда продолжува со својата работа и се надеваме дека ќе ја направиме нашата земја позелена и посреќно место за живење.